Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а во наредните 8 минути со вас ќе биде Лилица Китановска. Израел презеде чекори за олеснување на блокадата на Газа. Што значи ова, ќе чуеме за момент, заедно со вестите за порастот на вредноста на кинеската валута, нешто што САД долго време го бараат, и за новите моменти од изливот на нафта во заливот на Мексико. Градоначалникот на Ерусалим, Нир Баркат, притиска за планот за уривање на околу 20 на палестински домови во источниот дел на градот. Премиерот Бенџамин Нетањаху пак врши притисок за привремено одложување на проектот заради загриженост за меѓународниот имидж на Израел. Палестинските лидери велат дека проектот е само уште еден обид на Израел да го припои источен Ерусалим. Вредноста на јуанот понеделникот достигна највисоко ниво во последниве 5 години, 2 дена откако Пекинг вети дека валутата ќе направи пофлексибилна. Јуанот порасна за 6,8% наспроти доларот, што е зголемување за речиси 0,4% од вредноста во петокот. Како одговор, азиските берзи забележаа значителен пораст во понеделникот, додека состојбата на европските и американските пазари беше уште подобра. Кинеската влада е под зголемен притисок од страна на САД, Европската унија и Меѓународниот монетарен фонд да дозволи јуанот да биде представен со вистинска вредност. Сепак во неделата Кинеската централна банка истакна дека вредноста на јуанот ќе биде стабилна и на одговорно и балансирано ниво. Американскиот конгресмен, кој беше жесток критичар за начинот со кој British Petroleum се справува со масивното нафтено излевање во Мексиканскиот залив, вели дека нафтената компанија ги завала законодавците за величината на кризата. Председавачот со Конгресната комисија за енергетика и трговија, Ед Марки, објави интерни документи од BP кои покажуваат дека може да се излеваат и до 100,000 барели дневно. Стотина жители на американското крајбрежје на заливот изминатава недела дојдоа на Капитол Хил. Бара средби со членови на Конгресот за да им ја кажат својата приказна за ефектите од изливот на нафта, но и нешто друго, од значење за целата нација. Посета на сенатор значи многу чекање. И кога конечно се повикани, групата посетители носат тегла со морска вода и песок изволкан со нафта од брегот на Флорида. Panama City Beach, Pensacola, Fort Walton Beach. Тие сакаат сенаторот Марк Јудал, демократ од Колорадо, да го поддржи предлог законот за енергија. Средбата трае 15 минути. Ги уверив дека нивното барање за иднина со чиста енергија за мене е исто така приоритет и еден од главните мотиви да се кандидирам за функцијата. Јудал планира да го донесе законот на расправа во Сенатот до 4 јули. За Меган Макфи ова е втора средба со сенаторот. Таа доаѓа од Флорида. Донесовме вистински глас до некој во Вашингтон кои само на телевизија гледаат што се случува. Добро не примија. Овие жители во DC дојдаа со помош на Repower America, организација за промоција на чиста енергија што ја води поранешниот потпредседател Ал Гор. Следната средба беше со сенаторот Джеф Бингаман, исто така демократ, кој е коавтор на енергетскиот предлог закон. Потоа дојдоа на ред сенаторите од Луизијана. Не многу пријателски настроени кога ги видоа камерите на Гласот на Америка. Девид Аугустин е од Нью Орлеанс. Се сретнал со републиканскиот сенатор Дейвид Витер. Тој бара да бидеме трпеливи, но за мене да се каже жалам, не е веќе доволно. Дейвид напишал и песна за ова. Групата бара итна акција, но на Капитол Хил работите имаат своје темпо. Неговата организација обезбедува 1,5 милион бесплатни оброци годишно, нуди обука за работа и тесно сработува со локални ресторани. Но основачот на централната кујна во Вашингтон вели дека проектот не е хуманитарна работа, туку дека ги оспособува луѓето да си помогнат себе си. Ви го представуваме Роберт Егер.
Централната кујна на Вашингтон подготвува илјадници оброци за програмите за дневен престој во училиштата, за бездомници и за центрите што обезбедуваат лекарски третман широк градот. Сепак основачот и директор Роберт Егер вели дека има поширока агенда. Ве повикувам не само да ги храниме само луѓето, треба да ги ослободиме. Тој вели дека се започнало пред 20 години додека волонтирал во група за разнесување на храна. Тој бил шокиран кога дознал колку чини. Си мислев, рестораните фрлаат тони храна, а вие познавате некој кој може да ја користи. Може на повеќе луѓе да им дадете подобра храна за помалку пари. Тој го сторил. Егер започнал собствена операција да ги храни гладните. Воедно основал и програма за кулинарска обука. Донираната храна од рестораните на градот му спасува $5 милиони годишно, што се користат за други програми. Джералд Томас се вклучил во кулинарството по надминувањето на алкохолизмот. 10 години подоцна тој е главен готвач во кујната. Ова е светски проблем и погледнете го Роберт. Како го почнал бизнисот во 1989. Почнал со 150 луѓе. Кој би помислил дека во 2010 ќе прехрануваме 4500 луѓе? Голем дел од работата ја вршат волонтери. 14.000 се ангажирани годишно. Егер е добар мотиватор. Во Америка трошиме речиси $300 милиарди во хуманитарни цели. Сепак нашите затвори се полни и натаму има бездомници. Има толку сиромашни деца колку што имало и пред 40 години. Ситуацијата треба уште да се поправи. А се сведува на едно, вели Егер. Храната помага како што мислевме, за јакнење на телото и на духот. Хранење на гладните е благородна мисија, но хуманитарноста може да се искажи во друга димензија. Затоа зборува прилогот, што ќе може да го видите утре, разговор со синот на Жак Кусто, кој тврди дека татко му имал мисија, што сега тој ја продолжува. Утре во Newsflash, 100 години од раѓањето на Жак Кусто, легендарниот истражувач на светот под вода. Што им остави Кусто на денешните генерации? Гледајте во утрешен Newsflash. Ова беа вестите за денеска. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете и нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.